Разговараме со Горан Ѓорѓиевски, представникот на Бехтел и Енка, екипа која што е учесник на овој турнир во баскет КГЈ 3x3. Така. И како е во Прилеп, вие сте од Тетово? Така, јас сум од Тетово, представник сум на фирмата Бехтел и Енка, работам на позиција односи со заедници, односи со јавност. И мило ми е што и оваа година едни сме од спонзорите, едни сме од помагачите на овој турнир кој што веќе ова му е 15-то издание. И мило ми е што има една ваква дружба и од поинаков карактер, да речеме спортски малку. Мило ми е што можеме и лани учествуваме за прв пат, но и година го помагаме и воедно учествуваме со екипа. Кој беше мотивот, поттикот да се пријавите да учествувате на овој турнир? Па секако добро, пред се и љубовта кон спортот на лично мојата, значи посебно кон кошарката, но исто и на моите колеги кои што работаат и од Бехтел и од Енка, и они самите пријавија интерес да учествуваат на турнирот, па рековме зошто само да бидеме спонзори, зошто да не учествуваме. Значи пак сепак да бидеме заедно со сите и со заедницата, сепак тука сме да помагаме, не само да градиме, туку и да помагаме на заедницата во Прилеп и околината колку што може повеќе. Вие сте од Тетово, а од каде се играчите што се во екипата? Играчите повеќето годинава се од Турција. Значи, они тука сме сите сместени во Прилеп. Работиме на оваа 4-та секција на автопатот кој што се гради од Прилеп до Битола, и они се повеќето од таму се, од различни градови од Турција. За какви играчи станува збор? Дали некаде се познати, дали играле во некои екипи можеби? Добро, не, они сепак аматерски, од љубовта кон кошарката, значи ние и така ние и преку недела играме аматерски, си играме чисто за разонода. Што се вика? Турција е кошаркарска нација. Па е, како не, нели лани Фенербахче го освои Евролига, Еврокупот. Го освои лани. Да, има традиција, има доста играчи. Меѓутоа, како што ќе кажам, они се претежно градежни инженери се по професија, меѓутоа љубовта кон кошарката и кон спортот генерално не донесе тука. Ево, ова е трет ден завршница на овој 15-ти поред турнир. Како поминавте досега? Можем да кажем солидно, со првиот надпревар го победивме, вториот за жал го изгубивме, малку беше напнато тука, а сега го играме третиот надпревар и се надеваме че играме и во финале и ќе победиме. Каков е амбиентот, каква е организацијата овде во Прилеп? Можем да кажем супер е. Значи за турнирот ваков карактер и за толку брзо време организирано, многу добро, многу солидно дечките. Ги поздравувам организаторите нова манифестација, посебно Марио, Стефан, кои што прават се. Значи јас можем лично посведочив овие денови додека го спремаат се ова. Значи терен, значи се на висок стандард се е наместено. Дали имате учествувано и на други турнири вакви слични? Да направите на споредба? Не, се уште не. Јас го знам овој турнир, доколку има во Колинда, ќе видиме. Не знам дали во Битола има слично нешто вакво. Значи ова ќе биде поттик Прилеп за во другите градови? Па да, зошто да не? Ја би сакал во секој град да има, ја знам парано, значи јас сум ета генерација 40 плюс години, знам дека парано многу имаше вакви турнири во организација, значи Спрајт организира, Кока-кола организира, имаше доста вакви манифестации. На едно време опадна, меѓутоа мило ме се пак што има. Знам дека има во Скопје, има во Велес. Тие се официјални 3x3 надпревари, меѓутоа и ова одека е на завидно ниво организација. Супер е. Колку време сте овде во Прилеп вие и што можете да ни кажете за овој период во поглед на спортот во Прилеп, например, ваша оценка? Можам да кажам дека Прилеп е доста спортски град, спортски активен град, тоа со задоволство можам да го изјавам. Значи гледам дека млади деца сите се активни по секој начин, значи кошарка, ракомет, одбојка, карате. Гледам дека има многу приватни тимови, има многу тимови кои што се во прва, втора македонска лига, фудбалот сега да не го забравиме. Многу добро, на завидно ниво е се.
Колку време ќе видите тука, до кога сте во Прилеп и дали може да ве очекуваме и на друг некој настан спортски? Секако, значи ние тежнееме да поддржуваме добри иницијативи и добри организации. Наредно сме тука како поддржувачи на Прилепскиот маратон че трчаме. Годинава се одржува на 31 август во недела. Пете ве повикуваме, вас може да дојдете, да покривате делот таму, значи има доста учесници, лани имаше преку 1500 учесници. Од цела држава па и поширок имаше и годинава сме таму присутни. Ви благодарам и посакувам успех и во работава професионална, но и во спортот. Фала ви на вас, поздрав до вашите гледачи и до вашиот медиум.